Учесниците во изборниот процес да се воздржат од секаква форма на притисок, говор на омраза и злоупотреба на јавните ресурси, порача собранискиот спикер Гаши во пресрет на изборната кампања, која стартува утре и ќе трае се до 17 октомври на полноќ. Ги потсети дека имаат морална и политичка уврска да ја почитуваат потпишаната декларација за фер и демократски избори. Политичката трка треба да се одвива во духот на една здрава демократија, да биде трка на идеи и програми, без инциденти, без заплашувања, без навреди или омаловажувања. Демократијата не се мери со победата на еден поединец или партија, туку со достоинството на изборната трка. Затоа, со доверба очекувам овој изборен процес да биде сведоштво за нашата демократска зрелост. На коректна и фер предизборна кампања апелира и председателот на ДИК Борис Кондарко. Тој во интервју за МИА вели дека во интерес на државата е кампањата да се води во демократска атмосфера, а граѓаните слободно да одлучат кому ќе му го дадат својот глас. Коректно е изборната кампања да биде со почитување и на политичкиот противник, но и пред се со почитување на законските прописи. Во интерес на сите, и на Државната изборна комисија, и на учесниците, и на граѓаните, и на државата која ги организира овие избори, е да изборната кампања помине во најдобар ред, односно во коректна атмосфера. Очекувањата на дел од аналитичарите се дека во кампањата ќе доминираат локални наративи, но дека нема да изостанат ниту националните теми. 70% во кампањата ќе бидат локални теми, но овие две национални теми кои се поврзани со локалното делување како криминал и корупција и здравствена заштита нема да може да се избегнат. И тоа најмногу порудиментарни теми, значи отпад, хигиена, собирање на ѓубре, канализација, водовод, урбанизација, бетонизација и така натаму. Во македонскиот блок најнеизвестни се општина Карпош и општина Центар, а во албанскиот блок најзначајни и најнеизвестни се општина Тетово и општина Чаир. Битката во Чаир особено, каде тоа се претвара во една исконска битка помеѓу Дуи и Влен, можно е да има спорадични инциденти во текот на кампањата. Првиот круг од локалните избори ќе се одржи на 19 октомври, а вториот на 2 ноември. Во трката за градоначалници влегуваат 309 кандидати, а за општински советници поднесени се 576 советнички листи, со вкупно 10.490 кандидати. Право на глас ќе имаат 1.832.415 граѓани.